Добро вечер. Вести во 18 часот во нив ке гледате. Советот на град Скопје изгласа. Владата не гледа проблем за дислокација на УСИЕ. Сето она кое што е проблем за граѓаните и проблем за владата. Нејадници граѓани кои заработувале во странство им се бара да платат данок во државата. Ние веќе се оданочени во државите каде што сме работеле. Од УЈП негираат дека на тој начин се полни буџетот. Бадентер во уставот ке значи крај на правната држава. Барањето на ДУИ за избор на влада со двојно мнозинство е противуставно, оценува Костадиновски. Во истиот момент може слободно да стават клjuč и да затворат оваа институција, нема потреба од незиното постоење. Казни за несовесните возачи од февруари до година. Ке се толерира брзина до 57 км на час. Констатирање на сообраќајен прекршок, погрешно запирање и паркирање. МВР се поднови и со нови полициски возила. Матични гинеколози не плаќале услуги кои се бесплатни. Некои од нив не издавале ниту фискални сметки. И фондот и УЈП имат изречено казни или глоби. Можно е дислоцирање на цементарницата УСИЕ. Од владата најавија дека ќе ја разгледаат иницијативата, која доби зелено светло на седница на град Скопје и дека ќе постапат во рамки на своите надлежности. Според премиерот, проблемот со загадувањето е резултат на децениска негрижа. Од УСИЕ тврдат дека не ги надминуваат дозволените лимити за испуштање штетни емисии во воздухот. Јорданчо Цветановски за ова. Ако УСИЕ е проблем за граѓаните, дислокација не е проблем за владата, кажа премиерот Христијан Мицкоски на прашање за можно преместување на цементарницата, откако синоќа Советот на град Скопје едногласно ја прифати иницијативата на Зелен хуман град за дислокација на фабриката. Мицкоски кажа дека првично ќе ги разгледаат заклучоците на Советот на град Скопје за прифатената иницијатива, па потоа ќе се прават конкретни чекори во рамките на надлежностите. Да ги видиме заклучоците од град Скопје, кои што ќе стигнат, бидејќи се уште не сме имале можност да ги видиме, и нормално дека ние согласно ингеренциите кои што ги имаме ќе постапиме. Од тоа што можев да го слушнам во јавноста, се бараат воредни инспекциски контроли, надзор континуиран, тоа не е никаков проблем и сега тоа функционира. Што се однесува до дислокација, и тоа не е никаков проблем што се однесува до владата. Така што сето она кое што е проблем за граѓаните и проблем за владата. Со заклучоците на Советот, меѓу другото, се задолжува градот Скопје да се обрати до Министерството за животна средина со официјално барање да се испита работата на УСИЕ и сите големи индустријски загадувачи, како и дали истите целосно ги исполнуваат сите услови, обврски и критериуми кои произлегуваат од важечката дозвола за работа и релевантната еколошка регулатива, и во најбрз рок да го известат град Скопје за резултатите. Од Министерството за животна средина велат дека борбата против аерозагадувачите е најголем приоритет и нема да имаат никаква толеранција. Со вонредни инспекциски надзори ќе се испита состојбата на терен со обврските кои произлегуваат од поседувањето на ваквите еколошки дозволи, соопшти од Министерството за животна средина. Паралелно со седницата на Советот на град Скопје, синоќа во близина на фабриката УСИЕ се одржа и граѓански протест, поради, како што кажаа организаторите, загадувањето кое го предизвикува цементарницата и побараа нејзина дислокација. Овој проблем мора да се реши. Едноставно нема веќе шанси, нема веќе можности, нема веќе трпение да УСИЕ не загадува. Се работи за странска компанија, странски капитал, странски борд на директори кои ги трујат нашите деца. Од компанијата Титан УСИЕ соопштија дека целосно ја разбираат загриженоста на јавноста, но посочија дека загадувањето во Скопје не е поврзано со нивната работа. Во врска пак со кривичната пријава од екс-градоначалничката Арсовска за Титан УСИЕ, од обвинителството кажаа дека јавниот обвинител се уште прибира докази, а по комплетирањето на доказниот материјал ќе биде донесена јавно обвинителска одлука. Управата за јавни приходи упатила околу 10.000 покани до граѓани кои треба да го пријават доходот остварен во странство пред 5 години. Директорката Петрова децидна дека не се работи за ретроактивно оданочување, ниту за покривање состојби како немање пари во буџетот, туку за обезбедување фер и правично оданочување.
Дел од граѓаните излегоа на протест против ваквата одлука. За ова Сандра Спасовска. Речиси 1 милион евра се слеале досега во државниот буџет од даноци наплатени на околу 2500 лица, кои пред 5 години имале доход од странство и истиот досега според евиденцијата на УЈП не го подмириле. Управата досега испратила околу 10.000 покани до граѓани да го пријават својот доход остварен во странство во 2020 година, а директорката Илена Петрова децидна: не се работи за собирање на средства во буџетот, ниту за нова законска одредба која ја применуваат ретроактивно, туку за закон што од секогаш постоел. Значи нема ретроактивна примена на законите. Ние како УЈП постапивме целосно, транспарентно. Апсолутно не се работи за покривање на состојби како немање на пари во буџетот, се работи за обезбедување на фер и правично оданочување. Од потегот на УЈП многумина граѓани што имале приходи од странство минатите години се најдоа затечени, а дел од нив што работеле во базите во Ирак и Авганистан денеска излегоа и на протест во Куманово за да го искажат својот револт. Нашите приходи не беа црни пари. Тие веќе се оданочени во државите каде што сме работеле и во матичните држави на компаниите што не ангажирале. Но Петрова објаснува фактот што во минатото оваа обврска не била доследно применувана и некои граѓани не го пријавувале доходот, а УЈП не контролирала, не значи според неа дека законската обврска не постоела. Додава дека оние кои веќе го платиле данокот во странство нема да им се наплаќа повтор пат, но за тоа ќе им биде потребен доказ. Постојат институтите, даночен кредит, признавање на данокот, прифаќање на данокот платен во странство или враќање на данок платен во странство и слично. Врз основа на кои што нели во определена даночна постапка кај нас со приложени докази може да се утврди дали колку данок треба да се доплати во Македонија. Но законите и меѓународните договори исто така спречуваат да не дојде ниту до двојно ослободување. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска пак во своето последно интервју за месечникот Економија и бизнис посочи дека нема да има никакви промени во даноците, но и дека ќе се отворат сите закони од областа на даноците и царините со цел да се види каде има неусогласености. Наместо да работат, спиеле по канцеларии. Министерот им поделил откази на 7 вработени. Евроинтеграцијата е блокирана и власта намерно бара изговори за да ја држи земјава изолирана од Европската Унија, тврди лидерот на СДСМ Филипче. Според него, следната година ќе биде уште потешка на финансиски план и ќе донесе нови кризи и поскапување. Дејан Трајковски. Неспроведувањето на уставните измени и изговор државата да остане изолирана со цел да цветаат криминалот и корупцијата, порача председателот на СДСМ Венко Филипче на предновогодишниот брифинг со новинарите, кој владењето на премиерот Мицкоски го спореди со она на председателот на Србија Александар Вучиќ. Според Филипче, владините барања до Европската Унија се нереални, порака која вели ја испратили и повеќе европски челници. Смета дека уставните измени владата ги пропагира како предавство за да нема трансформација во правосудството, а институциите, како што вели, да ги водат луѓе блиски до власта, кои би ги штителе своите членови и би се пресметувале со политички противници. На граѓаните веќе им паѓа во очи како премиерот Мицкоски сака да го имитира председателот Вучиќ и во движењата и во стоењето, во начинот на давање изјава, во концептите на изјавите. Прекарот го доби веќе малиот Вучиќ. Се бараат само изговори за земјата да се држи изолирана од Европската Унија. Не постои друго објаснување кога на сите веќе им е јасно дека нивните барања се практично нереални. Прашан дали го познава Тома Аврамски, кој ВМРО ДПМН го посочи како поранешен соработник на Заев и кој наводно потврдил дека екс-премиерот во Дубај правел 42 катница, Филипче рече никогаш не го запознал и дека како и со златната виза се прави обид за дефокус на јавноста од реалните проблеми. Да не дефокусираат кујните на ВМРО ДПМН. Златна виза, обична хартија, виза Јас имам виза за многу други земји.
За многу други земји има виза. Така да тоа е дел од обидот да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми кои што ги притискаат граѓаните. А граѓаните се знаат тоа? Не, тоа е апсолутно една голема невистина и дел од тој обид да се дефокусира јавноста. За Македонија на економски план во 2026 Филипче не е оптимист. На брифингот оцени дека земјава ја очекува поголема криза. Покачувањето на струјата вели набргу ќе се прелее на цените на основните намирници, а платите остануваат исти. Очекува наредната година владата да направи ново задолжување од најмалку 2 милиарди евра, но не како што вели за инвестиции, туку за тековните работи. Воедно го искритикува и односот и комуникацијата на власта кон синдикатите. Противуставно е владата да се избира со двојно мнозинство, ако одлуките треба да се носат со бадентер, тоа ќе значи крај на правната држава. Оценува председателот на Уставен Костадиновски. Најави дека на почетокот на следната година Уставниот суд ќе решава и за судбината на законот за употреба на јазиците. Михајло Ведимлиски. Граѓаните да заборават на правната држава, Уставниот суд да стави клуч на врат, ако одлуките треба да се носат со бадентерово мнозинство. Вака председателот на Уставен Дарко Костадиновски го искоментира еден од условите кои ги постави лидерот на ДУИ Али Ахмети за интегративците да влезат во било која идна македонска влада. Според Костадиновски, овој механизам е корисен само за политички органи како што е Собранието. Ако тоа се случи, во истиот момент граѓаните можат да заборават на правната држава. Во истиот момент можат слободно да стават клjuč и да затворат оваа институција, нема потреба од незиното постоење. Бадентерот е многу корисен механизам за општество како што е нашето. Многу корисен. Но каде? Во политичките органи. Костадиновски денеска одржа годишна пресконференција на која се осврна за сработеното на судот годинава. Покако што рече чудниот сплет на околности кога беше на два пати одложена подготвителната седница за законот за употреба на јазиците. Најави дека најверојатно ќе се одржи во јануари. Судијата известител побарал уште еден месец продолжување на рокот за подготовка на рефератот, пошто ќе го стави на седница. Ја лично ќе се залагам за подготвителна, но дека тој предмет ќе биде решен следната година, ќе биде решен. И повторно, никој да не гледа на никаква опасност. Нити даваме, нити земаме нешто. Правиме усогласување на одредби од законот со Уставот. На крајот, резултатот од тоа ќе биде многу подобар закон за употреба на јазиците од тој што го имаме во овој момент. Во услови на притисоци и влијание, Уставен суд остана на висина на задачата, професионално, независно и непристрасно, рече Костадиновски. Годинава судот оформил 306 предмети, од кои 271 се иницијативи и барања поднесени од граѓани, 7 од политички партии, 8 од државни институции и 3 од општини, а 2 предмета се по сопствена иницијатива. Уставен суд веќе се соочува со проблеми при одлучувањето и затоа Костадиновски упати пораки до судскиот совет и Собранието во најбрзо време да изберат уставни судии за двете испразнети места годинава. Дека е противуставно владата да се избира со двојно мнозинство, смета и председателката Силјановска-Давкова. Таа во само интервју повика на национален консензус околу гаранциите дека нема да има условувања во процесот на евроинтеграција. Јован Ѓорговски за ова. Потребен е национален консензус кој мора да се гради околу гаранциите, без нови условувања и без двојни стандарди во евроинтегративните процеси, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова во вчерашното само интервју на Канал 5. Според неа Македонија мора да добие јасни гаранции дека нема повторно да биде условувана со идентитетски прашања и повтори дека досега земјава направила бројни уставни измени на барање на Унијата, вклучително и промена на името, без при тоа да ги започне преговорите. Оцени дека актуелната преговарачка рамка е спротивна на европските принципи и предупреди дека ветото може да стане алатка и во иднина. Унијата, како што кажа, има механизми и може да најде решение, а македонскиот случај е важен преседан и за другите земји кандидатки. Мора ЕУ да најде решение да не држи нас во кондиција, бидејќи не зборуваме само за помоки на ЕУ во нестабилната, известна мултиполарна сцена. Зборуваме, тоа не се мои зборови, на ЕУ лидерите се за отпорност кон можни влијанија и на крајот
Зборуваме за нешто што е многу важно. Гаранции. Во интервјуто претседателката се осврна и на барањето на лидерот на ДУИ Али Ахмети за избор на влада со двојно мнозинство кое го оцени како неуставно, а најавите на лидерот на интегративците да излезе на улица како крајно проблематични. Неговиот предлог е неуставен, бидејќи во Уставот пишува која формира владата и како. Таман работа да се формира влада со двојно мнозинство. Говорејќи за состојбите во македонските затвори за предновогодишните помилувања, Селјановска Давкова откри дека предлозите веќе се доставени и дека Комисијата за помилувања одржала седница. Таа појасни дека во традиционалната новогодишна листа нема лица осудени за настаните од 27 април, но дека во посебна дополнителна листа има предлози поднесени од затворот во кои тие лица ја издржуваат казната. Приватни гинеколошки ординации наплаќале за услуги и прегледи кои се на товар на фондот и се бесплатни за пациентките. Ова го утврдиле УЈП и ФЗО при заедничка контрола во 49 приватни гинеколошки ординации во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, Штип и во Струмица. Во половина од нив биле откриени неправилности и заработиле парични казни. Контроли не биле правени од 2012 година. Од утврдените 12 неправилности кај фондот, главната неправилност е наплата на дополнителни средства од осигурени лица. Кај 8 приватни здравствени установи констатирано ова, значи, оно што ни беше главна цел на контролата и неуредна евиденција кај 5 здравствени установи. Кај УЈП утврдени се неправилности повезани со фискализацијата кај 20 приватни здравствени установи. И фондот и УЈП имат изречено казни или глоби. Контролата е вршена во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, Штип, Струмица. Најнизок степен на уредност има во Струмица, каде што од 5 контролирани приватни здравствени установи само една била со уредни наоди, 4 биле со неуредни. Значително намалување на бројот на регистрирани сообраќајни прекршоци во тест периодот на безбеден град. Министерот Тошковски потврди дека во градските средини ќе се казнува доколку пречекорената брзина надминува 56 км, а не 50. Парични казни ќе има и за погрешно паркирање или за застанување, а овие прекршоци ќе ги ловат патроли на МВР. За ова Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Системот Безбеден град ќе применува иста толеранција како и постојните полициски радари, потврди министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски. Во Скопје, каде што максималната дозволена брзина е 50 км на час, прекршок ќе се евидентира при возење од 57 км на час па нагоре. Сепак, министерот појасни дека оваа толеранција нема да се применува во ситуации кога со прекомерната брзина е сторено кривично дело поврзано со сообраќајот. За возење до 100 км на час ќе се дозволува отстапување од 6 км на час. За брзини над 100 км ќе се дозволува отстапка од 8 км на час, а за оние над 200 км толеранцијата ќе изнесува од 12 км на час. Евидентирање на сообраќаен прекршок во рамки на паметен систем или радар ќе се констатира со 57 на брзина до 100 км на час. Тоа не значи дека, еве, ако министерот не дај Боже направи некоја белја во рамки на управување на моторно возило и вози со 52, дека за него нема да важат одредбите од кривичниот законник, доколку не дај Боже имаме телесна повреда или тешка телесна повреда на одреден учесник во сообраќајот. Тошковски рече дека системот се уште не е прилагоден на новите правила, но очекува се да биде подготвено и од 1 февруари, наместо опомени да стигнуваат казни за возачите. За брзо време ќе го адаптираме системот согласно она кое што ќе биде ставен во функција и реално од 1.2. Тоа значи дека за брзо време ќе ја известиме јавноста кога ќе започнеме со информација на граѓаните исклучиво само од брзините
кои што ќе бидат предмет на казнување во иднина. Имаме други возила кои што особено ќе треба да бидат насочени кон констатирање на сообраќајен прекршок, погрешно запирање и паркирање. МВР денеска промовираше нови 120 службени возила, кои ќе бидат распределени во полициските организацијски единици низ државата. Во сите возила се инсталирани најсовремени тетра системи со потребни информации за полициските службеници, кои овозможуваат на лице место да се извршат сите потребни проверки на евиденција. А сообраќајните несреќи со тешки последици се значително намалени од кога функционира системот Safe City, информираат од хируршката градска болница. Пациенти со сериозни повреди од сообраќајки најчесто биле носени во болница токму поради пребрзо возење и управување под дејство на алкохол, сведочат вработените во оваа здравствена установа. На оваа тема Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Значително намален бројот на сообраќајни несреќи со потешки последици откако почна со работа системот Безбеден град, велат од хируршката градска болница Наум Охридски. Медицинските сестри од ургентните оделенија објаснуваат дека најчесто најтешки пациенти се оние со повреди поради брзо возење и алкохолизирана состојба. Последниве, да речам, 10-15 дена кажуваат дека се намалени, не оние масовни несреќи, големи сообраќајки, меѓутоа оние помали, да речам, секојдневни сообраќајки со полесни повреди се намалени. Токму за важноста на статусот медицинска сестра и незината хумана мисија од Сдруженијето на медицински сестри за нас во име на хуманитарното здружение Ивона Пешевска со средствата собрани од хуманитарна акција ќе израдуваат семејство на нивен колега од Тетово. Извршниот одбор одлучи оваа година да оди за еден наш колега од клиничкиот центар во Тетово, каде што и всушност започна караванот и хуманитарната акција за сестринството, кој што има две малолетни дечиња кои што се со аутизам, и тој достави барање до нашата унија, до здруженијето, и ние едногласно одлучивме овие срдечно собрани средства од медицинските сестри да ги насочиме на личната сметка на ова семејство и да му помогнеме на колегата. Така да ова никогаш нема да застане и ова како континуитет кој што го работиме во име и продолжување на имиџот и делото на Ивона Пешевска, која што е прерано почината медицинска сестра. Хуманитарното здружение Ивона Пешевска е во чест. Хуманитарното здружение Ивона Пешевска е во чест на прерано починатата медицинска сестра. Незиното семејство ги донираше органите, а родителите на Пешевска се символ на хуманост и во нивните најтешки денови. Од здруженијето со апел до институциите да не се даночат парите кога се даваат за хумани цели. Реанимацијската постапка врз починатото новороденче на клиниката за гинекологија и акушерство била спроведена по протокол, потврдила Комисијата за стручен надзор формирана од страна на Министерството за здравство, по сомнежите дека имало лекарска грешка од страна на педијатар. И обдукцијскиот наод покажа дека бебето имало незрело белодробие и поради тоа морало да биде интубирано. Поради влошување на состојбата било индицирано реинтубирање од дежурен лекар поради појава на масивен десностран пнеумоторакс. Итно е поставен торакален дрен и уредно е спроведена реанимацијска постапка по протокол, се вели во соопштението на Министерството за здравство. Бебето почина во октомври на клиниката за гинекологија и акушерство. Локацијата за изградба на новиот клинички центар најверојатно ќе биде на местото на градската болница 8 септември, информираше министерот Алиу, кој најави дека и до напролет ќе се реши сообраќајниот метеж на клинички преку паметен паркинг систем. Алиу откри дека имало нови пријави за непотребно извршени кардиохируршки интервенции. За ова Сања Трајковска, Ставров.
Нова година, стари желби за клинички центар, што според сегашните планови треба да се гради во 2026, а најверојатната локација ќе биде сегашната 8 септември и имотот околу овој објект познат како Стара воена болница. Има идеи до него да се стигнува и со подземни сообраќајници, а колку пари ќе чини не се знае, но министерот Азир Алиу вели дека тука ги има сите неопходни услови. На новогодишниот брифинг со новинарите Алиу посочи дека поради административен молк, јавното предпријатие Градски паркинг 2 години без никаков договор стопани сувало со паркингот на стариот клинички, а сега ќе мора со тие пари да се инвестира назад во така наречен паметен паркинг систем, кој ќе вклучува апликација и мапа за слободни места на вашиот телефон, што треба на пролет да биде готов. Мораме да имаме нов клинички центар. Знаете дека се работи од страна на експерти, анализа прават и временска рамка и финансиска рамка. Очекувам дека првата половина од 2026 веќе да имаме најдобар паркинг инфраструктура во државата, значи потполно смарт паркинг, исто така и катна каража. Во однос на скандалот со без потреба правени операции на срце што годинава остави црна дамка во кардиохирургијата, Алиу потврди дека граѓани се уште пријавуваат случаи, а експертите од странство допрва ќе ги разгледуваат оние 25 досиеа, од кои за 10 натрешната комисија веќе утврди дека се на пациенти што биле оперирани иако не требало. Јас очекував оваа недела да имаме првична онлайн сесија со нив. Не можевме бидејќи немаме договор со еден од експертите, ќе мора и тој да се врати надвор од државата кај што он престојува, да се врати документите да не ги достави. Алиу смета дека за половина година во министерството постигнал многу и покрај големите предизвици, бидејќи паралелно се инвестирало во болниците низ цела Македонија. Успеала и дигитализацијата на дел од плановите, со чија помош сега врз основа на точни податоци може да се креираат здравствени политики. Отпуштените службеници од Министерството за односи меѓу заедниците добиле откази затоа што спиеле на работните места, тврди министерот Стоилковиќ, откако претходно од ДУИ обвинија дека тие биле избркани поради тоа што биле албанци. Здравко Димитров има повеќе. 7 вработени во Министерството за односи меѓу заедниците се отпуштени од работа поради тоа што во канцеларијата поставиле импровизирани кревети, тврди министерот Иван Стоилковиќ. Тој објави видео на социјалните мрежи на кои се гледа дека позади работните бироа има поставено душеци, кебиња и перници. Ова е канцеларијата во Министерството за односи меѓу заедниците, инаку претворена во ова што го гледате, во која работеа вчера отпуштените службеници, кои по некоја случајност се од ДУИ. По документирањето на состојбата, истите се испратени да си спијат дома. Толку, напиша Стоилковиќ. Видеото го објави откако од ДУИ реагираа дека ваквата одлука е удар врз принципите на еднаквоста и правичната застапеност. Пратеничката на интегративците Рина Ајдари вчера и од собраниска говорница рече дека одлуката за отпуштање на 7 вработени била донесена на етничка основа. Требаме ние да дадеме одговор пред луѓето што се отстранети од работа и немаат веќе работно место. Тоа е како ние функциониравме овие 2 години. Ова е вистината за која треба да дискутираме и да дадеме одговор за граѓаните кои се тргни од работните места и не ја зема тоа што му е заслуга. Откако лани во јули Стоилковиќ дојде на чело на Министерството, рече дека има вкупно 294 вработени, од кои 184 воопшто не доаѓале на работа. Во тогашната изјава за Канал 5, тој посочи дека во Министерството имало само 5 македонци, но 99 лица, иако очигледно биле албанци, се декларирале дека се од македонска националност. Во продолжение следува изборната хроника за текот на кампањата за повторените локални избори што ќе се одржат на 11 јануари. Останете со Канал 5, имајте убава вечер.